170 планинари и рекреативци од неколку градови од државата беа учесници на традиционалната планинарско-рекреативна акција Милениумска патека на падините на Сувагора, која по седми пат ја организираше планинарскиот клуб Јелак, погодна и за почетници, рекреативци и влюбеници во природата со минимум кондиција за движење, а поради туристичкиот и едукативен карактер, интересна и за поискусни планинари. Годинава имавме најголем број на планинари, околу 170 бројка. Имаше планинари скоро од сите градови од Македонија, така да поминавме 7 цркви и еден археолошки локалитет, тоа е Граиште. Времето ни се погоди сончево, топло. И годинава учесниците тргнаа од село Блаце од црквата Света Тројца. Движејќи се по маркирана рута, поминаа неколку цркви и локалитети. Маршрутата на Милениумска патека почнува од село Блаце, во црквата Света Тројца, ја посетуваме таму. По краток престој, благодарност голема до мештаните на црквата, не почестуваат со чај. Од тука маршрутата оди до црквата Света Петка, единствена угорница која планинарите ја искачуваат, значи од 720 метри надморска висина до 880 метри надморска висина кај Света Петка. Исто така таму е отворена црквата, од тука се спуштаме надолу према археолошкиот локалитет Граиште, тоа е неолитска населба, нели, и ранохристијанска базилика која датира дури од 4 век, многу интересно, има мештанин кој ни објаснува на планинарите за историјата од настанокот и се она што е карактеристично за таа точка. Од тука се спуштаме до црквата Свети Илија во село Стенче, поминуваме со мала пауза, нели, од тука поминуваме до црквата Света Екатерина, таму правиме една поголема пауза, кај што планинарите можат да каснат нешто и исто така и таму не почестуваат со чај, сладки работи и така натаму. После од тука патеката води према Волковија, посетуваме Волковска чука, Свети Ѓорѓи Победоносец и завршната манифестација на Милениумска патека е во црквата Света Мина во село Волковија. Патеката беше поставена во 2018 година на иницијатива на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи, а по повод тогашниот јубилеј 1000 години Охридска архиепископија. Мотив беше промоција на богатото црковно и културно наследство во овој регион, како и прошетка по речиси недопрени предели на Сувагора. Изминативе 6 години, вкупно преку 700 учесници беа дел од оваа убава есенска акција.